Добар ден, добро вечер, почитувани гледачи, ново понеделничко издание на 24 анализа. Денеска партиските лидери Заев и Мицкоски се договорија одложување на пописот наместо во април. Пописот ќе се спроведе сега според најновите најави во септември. Мало благо одложување има и на тајминзите за локалните избори, наместо првата половина на октомври треба да се распишат, односно одржат во втората половина на октомври. Се чини дека некако сега можеме да здивнеме од оној притисок поврзан со пописот и оние здравствени безбедносни ризици што го демнеа. Во меѓувреме секојдневието мора да продолжи, живеачката мора да продолжи, како за сите, така и за земјоделците. Лично сметам дека во изминатиот период, поради политиката и поради вкупната здравствена економска состојба во земјава, проблемите на земјоделецот беа некако потиснати, некако оставени во позадина. Вечерва во името на стотици илјади семејства кои живеат и се занимаваат со земјоделие, ќе дебатирам со моите соговорници во студиото, но најавувам и директни вклучувања од различни делови на земјава со тема да ги видиме малку проблемите и со она што се соочуваат, со што се соочуваат земјоделците. Во студиото мои соговорници се Менде Стомнаровски, Сојуз на тутунари. Добро вечер. Добро вечер и од мене. Од Прилеп доаѓате, така? Да, поточно од општина Кривогаштан и село Вршан. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Аријанит Хоџа, министер за земјоделство, добро вечер за вас. Добро вечер. И Тони Максимов, представник на оризопроизводителите од Кочани доаѓате. Да, добро вечер и од мене. Да, ви благодарам на сите тројца за вечерашното присуство. Најавувам исто така вклучување на Ристо Велков, Сојуз на синдикати Струмица, Никола Шалев, Федерација на земјоделски синдикати Свети Николе. Поприлично се надевам дека ќе имаме продуктивна вечерва дебата, но некако не можеме да избегнеме дневната политика. Ќе го искористам присуството на министерот Хоџа. Една оценка Хоџа дали се очекуваше, можеби се наслутуваше одложување одредено на пописот, но денеска се сретнаа Мицкоски и Заев во отсуство, ќе речам, на партиските лидери на сите на партиите од албанскиот блок, без разлика дали се власт или опозиција. Еве една првична оценка, дали се очекуваше одложување и што сметате? Како коалицијски партнер или дел од извршната власт? Значи, нормално, како дел од коалицијата, како третиот најголем коалиционен партнер во владата, бевме консултирани, но јавноста знае дека средбата беше побарана од председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и нормално по консултации премиерот со коалиционите партнери ја прифати поканата, разговара, нормално темите беа најавени, не беше нешто ново тоа што може да се разговара за евентуално одложување на пописот, зашто ние имаме разбирање во тој дел, сме консултирани во целата постапка. Истовремено ние и за теми за да може да се вклучи и албанската опозиција, имаше покана минатата недела за исто денес да се одржи еден состанок во ниво на генерални секретари на партиите и од власта и од опозицијата од албанскиот блок, зашто за жал од албанската опозиција не го прифатија таквиот состанок, што мислам дека ќе беше во насока на информирање и споделување на идеи и за тоа и за пописот, но нормално и за тоа што се блокира собранието заради законот за државјанство. Сакавме да ги споделиме информациите што ги имаме ние како влада, видувањата на опозицијата и генерално мислам дека диалогот е тоа што треба да биде како главна алатка за тоа како да ги мрднеме процесите на. Да, најавија партиските лидери и премиерот, впрочем, дека се најавува и некоја деблокада на функционалноста на собранието. Пред се треба следува средба веќе попладнево се најави со координатори на пратенички групи од албанскиот опозицијски блок поврзан со закон за државјанство. Лично дали сметате дека требаше да се одржи пописот, колку да сакаме да го избегнеме оној здравствен момент, еве денеска ќе кажам, имаме можеби еден од најцрните денови, колку што јас се сеќавам, за жал 41 лица починато од COVID-19 кризата. За жал се сочуваме со третиот бран од кризата, здравствената криза COVID-19. Нормално заради тоа има и разбирање во делот на одложување на пописот.
Ние треба да знаеме една работа што мислам дека цело време и како влада и како чинители политички и во власта и во опозицијата сме кажале дека колку е битен пописот. Значи не се работи за чисто статистички показател што е многу битно за развој, за економијата, за образованието, за све, но нормално и за политичкиот напредок на државата и заради тоа мислам дека пописот треба да се одржи. Нормално сега заради и договорот што е меѓу политичките партии, но верувам дека ќе бидеме во многу порелаксирани околности во септември, каде што ќе може да се одвива и нормално ќе биде веродостојно и што е најбитно и прифатено сите политички субјекти. Да, допрва ќе ги анализираме овие партиско-политички комбинаторики и што сето тоа ќе значи. Ќе се посветиме на земјоделството. Пописот мислам дека е базична една од операциите која што треба да го преброи земјоделското население кај нас. Само кратко повторно ќе ви искористам. Дали како министер имате некој регистар колку во моментов имаме активни земјоделци? Зборуваме во формалното земјоделство, во формалниот аграр. Значи ние имаме регистар кој што во министерство се нарекува фарм регистарот, кој е битен за податоците што се земат заради плаќање на субвенции. По сознанијата што ги имам, последната бројка се движи некаде над 80.000 регистрирани земјоделци. Нормално, пописот е битен, бидејќи нас ни треба информации дополнителни на кого му е земјоделството основна дејност, на кој му е секундарна, на кој терцијарна. Битни се овие сознанија и овие бројки за ние да можеме да креираме понатамошни политики. Реално тоа што е непоклопување на бројки што моментално ги од денот кога јас се назначив за министер ги побарав колку се регистрирани во фондот за пензиско, тие што навистина се само земјоделци. За жал тоа што успеав како бројка да дознам се движи некаде над 6.000 земјоделци што се пријавени во фондот за пензиско и инвалидско осигурување, што кога се споредува со бројката регистрирани во фарм регистарот како корисници на мерките, односно на сите субвенции и поддршка што се дава од страна на државата, бројката е огромна разлика, бидејќи фарм регистарот ни покажува над 80.000, а во ПИОМ има друга бројка. Може би моите соговорници малку нетрпеливо чека да го искористат вашето присуство за прашања. Јас и пред да влезем во студиото реков повеќе ќе отстапам простор на вас со вашите ставови. Стомнаровски се направи одредена законска измена пред извесен период, се интервенираше во законот за тутун, со цел да се обезбеди оној терен за да се дооткупи оној вишок на тутун што остана годинава. Но пред да влеземе исто така министерот ви рече горе во канцеларија оваа година окей ќе најдеме решение, но следната ќе биде уште потешка за тутунарите. Каква е состојбата моментална на терен со откупот на тие вишоци? Може би тие не се толку драматичен проблем во моментот во однос на она што следува во периодот. Моментално ситуацијата на терен е се уште до среда се отворени пунктовите и се откупува вишокот на тутун и мислам дека до среда ќе се откупи тој вишок, освен во одредени места, ако остане многу минимална количина на тутун. Ова година, значи, откупот на тутун беше катастрофален. Прво, многу цената беше ниска, цел откуп беше со проблеми, фирмите воведија годинава некои сами нивни шифри и го купува тутуно по шифри, а не по класика кој што е по правилник. Па му враќаа на луѓето првата берба, скапаниот тутун, па не му се доземаше и да се дојде до оваа ситуација сега да се зема тој вишок, кој да се надеваме дека до среда че овие 2 дена уште ќе до зголема динамиката фирмите и дека ќе го дооткупа. Но дали тоа ќе биде трајно решение? Кога велите катастрофален, што забележуваме ние перцепцијата на новинарите вообичаено, еве кога зборуваме и за тутунари, и лозари, и оризопроизводители? Се констатира катастрофален и по автоматизам причините и помошта се бара од државата.
Кој е виновен во таа карика кај што велите само иницијативно откупните фирми наместо цени воведуваат шифри? Имаме ли ние инспекции на терен? Кој е виновен за ова што се случува? Значи јас мислам дека виновни да покажеме со прст дека се откупувачите или дека е министерството или дека некој друг фактор е виновен, тука можеби и вина има што во законот за тутун има пропусти кои тие пропусти мора да се вметнат во тој закон за да наредна година правилникот да се смени, за наредна година да немаме вакви проблеми при откупот на тутун. А најголемите проблеми настанаа затоа што минатата година беа склучени договори за 26 милиони и 700 килограми, оваа година беше намалено на 23 милиони килограми. И одма тој е многу голем пресек кој се одразе на самиот откуп. И за ова наредна година, значи таа килажа се намалува. Ние како Сојуз му предлагавме на фирмите пред почетокот на вклучување, тие ни пуштија предлог договорите нас како Сојуз, ние во целост ги отфрливме и му вративме негативен одговор дека нивните договори кои оваа година ги вклучуваат за нас се невалидни, затоа што во секоја фирма има различни цени, а ние бараме да бидат сите фирми да имат исти цени за да тутунарите при предавањето да не го носат кај што е поскап одреден тутун, па да избегнуваат друга фирма, затоа ако имаме исти цени, ако се сменат правилнико и во текстот се вклучат одредени барања што ние ги бараме, да се смени во закон и во правилнико, за да не би дошло до вакви ситуации. Ние му предложивме на фирмите тоа скратување да не биде на тутунопроизводители кои имале минатата година договор за 500, за 700, за 1000 килограми тутун, оваа година да му бидат скроз прекинати. Ние како Сојуз бараме да се намали на сите тутунопроизводители, а најмногу на тие што произведуваат над 5 тони тутун, 10-15 да се намалува таму, затоа што веќе над 5 тони тутун се работи за бизнис, а не за одржување. И се овој тутунопроизводител кој имал за 500 кила, за 1 тон, него му се прекинува скроз, а единствена екзистенција му е тутунот. Да, ве сваќам. Значи детерминирано да биде од количината на произведениот тутун. Информиравме Максимов изминативе денови, недели, ќе речам, за оризопроизводителите од Кочанско. Имаше неколку проблеми, еден од нив секако постојано слушаме таа откупна цена. Каква е состојбата во моментов? Во моментот е уште полоша цената сега. Откако излеговме, ние имавме штрајк еден, така речено, на оризопроизводителите, на земјоделците. Како да појде да работе нагоре, тие појде надоле. Во кој смисол? Оризот падна за 2 денара по килограм доле, препаратите и вештичките ѓубриви отидоа веќе денеска се очекува од 500 на 600 денара, да речено 3,15, што е основно за оризот. Зелената нафта нема нигде, нафта се качува и ние буквално сме оставени сами на себе, тоа што имаме приход од по било кој друг основ ги даваме веќе во производство на оризот, бидејќи сезоната почнува. Кај нас не е површината за да може да оставиш, оваа година немам средства, нема да засејам, бидејќи кај нас површините се така поставени, кога ќе пуштат вода, буквално цело поле се поплавува и тука сите мора да учествуваме. И сега многу тешко ќе влеземе во тој дел. Ќе кажам покасно во другиот дел каде што не се ископани каналите веќе не се завршени. И имаме големи проблеми. Буквално имаме големи проблеми во оризопроизводството. А на прагот сме да почнеме со нова сезона. Уште старото оризопроизводство што го имаме ни стои во амбарите. Откупувачи кај нас се знае кој е тој што го преработува оризот, тој го откупува. И буквално се доведени во ситуација да го дадеме колку ќе ни побара тие. Министре? Така, ќе почнем значи со оризот, бидејќи нормално ги знам тешкотиите, јас сваќам целата загриженост и нормално макотрпната работа, но ако успеавте да доловите една работа, значи
производителот кажа дека се е покачено, дека цената откупна е паднато, но не кажа дека дали ги покачивме субвенциите за ориз. Значи, неколку дена пред нова година ја изменивме уредбата и од 18.000 денари што беа за несеменски материјал за ориз, ние ги направивме на 30.000 денари. Значи, тоа покачување беше токму заради ова ситуација што знаевме дека ќе има потешкоти. И реално, значи, не може секогаш ние 100% да ги покриеме. Но ево, заради тие мали загрижувања од страна на производителите, ние сме преземале чекор. И заради тоа мислам дека честно би било да се каже дека јас сум имал најмалку 4 до 5 состаноци со оризопроизводителите и од таму, слушајќи ги нивните барања, забелешки, сум били на терен, значи да се видам со луѓето и заради тоа произлезе ова одлука да тргнеме субвенција за несеменски материјал од 18.000 и да изедначиме со субвенцијата за семенски материјал од 30.000 денари по хектар, што мислам дека на ниту еден друг производ нема толку покачување и нормално. Дали е доволно, сепак и јас би кажал дека не е доволно, но дека е направен исчекор напред, што не било во другите години, е направено и мислам дека тука треба најмалку да имаме благодарност од страна на производителите во тој дел. Значи, ќе ги прокоментираме измената на тебе, Максимов, зошто не го кажавте овој момент поприлично? Сега ќе кажам, бидејќи министерот кажа дека тоа е нов момент. Тоа не е нов момент, министр. Извинете. Ние тие 30.000 ги добивавме од претходната влада. Не. Ги добивавме по основ на за семенски материјал, ама не за несеменски. Видите, министре, вие ги ставате по основ на семенски или по основ на штета од град или по основ на штета од суша. Ние ко земјоделци ги добивавме тие 3.000. 30.000 по декар, 30.000 по хектар ги добивавме. Лично јас ги имам добивам. Сега, да кажем кај субвенциите. 3 години уназад ги ние добивавме. Значи, оризот е ставена во гранка кај житните култури. Кај следува 800 денара по декар, односно 8.000 денара по хектар, знаете. Значи не е заштитено другите да се издвои, да речеме, како култура, да можеме ние тогаш да видиме благодето тој дел. Ги ставате во житните култури, а ние стратешки производ ни е на нас оризот. Таму. Субвенциите ги зимавме до 6 јануари. Ние сите субвенции порано ги добивавме до 6 јануари беа исплатени. Сега уште субвенциите не се исплатени на дел од оризопроизводителите. За полиделски се исплатени. Зборам за оризопроизводители. За полиделски култури, каде што спаѓа и оризот, значи се исплатени субвенциите 411 милиона. Не се исплатени. Ево, јас го имам податок. Вие го имате, јас ги немам земано субвенциите. Лично јас. Тогаш може да има некој друг проблем, што ево, ви кажам, дајте да провериме, но проверете слободно во платежната агенција, ќе ви кажа дека проверивме ние, се е исправно, документирано е се исправно, чекаме пари за исправно. Значи, за полиделски, каде што спаѓа оризот, значи има исплатено 411 милиони денари. Ево, пред мене тоа што исплатено 400 податокот околу 20.245 баратели и мислам дека цело време не би требало да се поставуваат работите само на негативна насока. Не се негативни. Колку што знаете, ево ви кажувам, бидејќи реално ги немате потешкотите што ги имат тутунарите, реално да ви кажувам искрено, но ево ние кога имавме средба со турскиот министер тука, одма од утре дента закажав средба со производители, со оризопроизводители за да им кажувам дека имаме можност да се откупува, бидејќи стануваше збор за информација околу 2000 тона вишок на ориз кој не може да се откупува. И нормално ние не може да ја одредиме цената, бидејќи не го купуваме ние. Од турската страна кажа една цена за да се најде некоја средина, на крај вие треба да одлучите за тоа, не може државата. Ние најдовме пазар. И на крај од тоа што ме известија, бидејќи јас морав да одам во влада тој ден последен час останок, ме известија дека немало согласно со страна на производителите да продават на таа цена и тоа се алатки да ние што можеме. Ние на тие алатки не можеме. Значи ние даваме буквално до овој момент директни плаќања се исплатени 1.437 милиона денари за субвенции без рурален развој. Значи ако кажуваме дека парите не се исплатени, мислам дека парите се повеќе од доволни. За глава на земјоделец, а и по глава на жител, ние сме рекордери по плаќање на субвенции. И заради тоа мислам дека загриженоста, проблемите не треба секојаш да ги товариме на
Министерството, односно државата, бидејќи ние напорите ги правиме максимални во склоп на можностите. Сега државата, Министерството не може да откупи ориз и не може да му каже на откупувач по која цена да го откупи оризот. Тоа се правело во други влади, но колку откупувачи имаме во моментално што се правело тоа и што се притискало. Значи, ние може во други времења му се кажува на откупувач, ако е 40 денари, ќе земаш 50 денари и после пропаднала фирмата, пропадна и парите на производителите. Ајде да слушнеме, Но, да, Максимов. Министре, повторувам, јавно се слушне. Не се исплатени сите субвенции по основ на во оризот. Може на некои други гранки, во градинарство или било што да се во тој дел. Не се платени за градинарство. Ево ви Значи, кажувам, во оризарството не се. Голем дел, а сега ако имате отворени емисии, ќе ви се јават и ви кажат кои не се добиени. Не е битно. Друго, ние, како оризопроизводители, не можеме да диктираме цената. Ние сме должни да го произведеме производот и да го предадеме онаму кај што вие треба да имате инспекција во оние организации кај што го ние преработуваме. Там ни е најголемиот проблем. Тој што го преработува оризот, тој го откупува. И сега, да ви само доловам, значи таму се вика рандаман. Ако е квалитетен оризот, треба да даде 50% рандаман. Можда малку 52, ајде да одеме. Меѓутоа, кај е проблемот? Тие откупувачи, тие трговци, го најдоа пласманот во кршот, во ломење ориз. И сега не знам колку го извезувате, со колку го извезуват. Тоа вие треба најдобро да знаете инспекцијата со колку посто го извезуват. За време на кога беше Југославија 7% имаше крш за извоз, сега има 17% гарант за крш. И тие повторно од мене ќе го земат квалитетен, ќе вратат крш во белиот и ќе го извезуват. Тој има печалка, јасно има. Денеска ако отидете во Скопје на пазарот, ќе го купите од 70 до 80 денара белиот ориз. А ние го даваме за 40-42 денара. Видете сега. Тука, само тоа да го добавам. Друго, ние, како производители, имаме голема мака во производството. Да се произведе килограм ориз, знаете колка е маката за да се произведе? Не, јас знам маката. И сега, ние имаме уште поголем проблем, ќе ви го надоловам, после со водостопанство. Добре, тоа ќе го зборувам. Да. Со нив проблем. Вемувам околу заради тутунарите, тутун, да. Значи, ние од почетокот, знае и председателот на Сојузот, од самиот почеток на откупот на тутун и пред тоа, сите сознанија, сите информации што ги имавме од терен и заеднички ги констатиравме дека ќе биде проблематична година. Значи, претежно во сите земјоделски култури, ковидот направи огромни штети. Во пазарите, во побарувачката, во цената, во се. Во тутунот, значи, ние минатата година сме имале 26.600 тона произведен тутун, ако не се лаже. 26 и 300. Да, окей. 26.300 со договор, но имаше вишок и тогаш, значи и тогаш е откупено нешто вишок. Реколтата ова годишна почна со 23.000 тона договорен производ, односно договорено производство. Ние моментално до сабота, заклучна сабота, со се продолжениот рок, е откупено 26.600 тона, а има и намалку околу 400 тона. Значи, ние ќе заокружиме на 27.000, што е рекордно производство во смисла на договореното. Имаме 4.000 тона повеќе од тоа што е договорено. Јас се согласувам тоа што вика дека откупувачите ги намалува договорите. Но треба една работа да знаеме дека и откупувачот може да купи колку што бара пазарот. И ланскиот производ, што е земен, пред да почне откупот, најмалку 1000 тона имало залихи од лански тутун. И сега, нормално дека кога ќе се собират сите проблеми, некаде тоа ќе треба да се... Зашто рековте Хоџа дека следната година можеби ќе биде потешка за тутунарите од ова? Па ево ви кажувам од проста математика. Доколку имаме надвор од договореното производство најмалку 4000 тона ова година. И најавено е дека ќе има повторно намалување на договорите од страна на откупувачите. Дополнително ќе се создава проблем, бидејќи луѓето пак ќе го произведуваат истото. За волја на вистината, законски одредено дека тој што произведува тутун мора да произведува колку има договор. Друго е тоа што јас се согласувам дали тој може да опстои со таа количина или не може да опстои како тутунар. И тука што може државата да направи?
Тука државата мора да креира услови, што работиме, за да имаме алтернативи култури, за да му понудиме на производителите. Дека има проблем со вишокот, односно со тутунот што се произведува, и треба одредени култури да ги Да, замени. барам вклучување овде на Ристо Велков, доколку го имаме на линија од Сојуз на синдикати од Струмица. Веќе го најавивме. Добро вечер, Велков. Добро вечер и од мене, поздрав до вашите гости, поздрав до министерот, а посебен поздрав до нашите земјоделски производители, нашите маченици, може слободно да кажем. Велков, проблемиве се хронични, долги години се познаваме ние и лично комуницираме за проблемите. Мислам дека за некои работи како да нема воопшто решение. Каде во оваа целава приказна настанува клучниот проблем? Имаме ли ние уште, дали лутаме во аграрот без некоја национална програма, проекција, што ни треба, што не ни треба, каде треба повеќе, каде треба помалку да се скрати од производството? Па, како прво дека лутаме, сигурно лутаме, а може би и ќе залутаме, како што оди времето, веќе 30-на година, гледаме што се случило во нашиот аграр, било од растително, било од животинско производство. Еве и во досегашните дискусии произлегува главниот проблем што нашиот земјоделски производител, што е освен агротехничар, освен што е заштитар, тој треба да биде економист и наоѓа начин како и на кој начин да го пласира својот производ. Мислам дека сето тоа се базира баш немањето основна стратегија во нашиот купен аграр. Ако се има стратегија, мислам досега, или ако се покушаше барем малку од малку, мислам дека немаше да биде сликата од теренот ова. Инаку, се додека не се направи некоја стратегија, пред се национална стратегија во нашиот земјоделски сектор, мислам дека ќе лутаме и пак ќе повторно се плашиме да не залутаме, бидејќи доаѓаме од терен кој претежно произведува храна, како господинот што беше од оризов производител. Мислам дека се помали се површините кои што се насадуваат со растителни култури, а со тоа и се помалку количини имаме на готов производ, а со еден збор и храна имаме се помалку произведено од нашите ниви. Да, мене ми е многу тешко кога зборувам со години национална стратегија која треба да ги даде насоките што ни треба, што не ни треба, но каква ни е ситуацијата на терен? Ајде да гледаме низ призмата на пари. Буџетските средства од година во година растат. 100 милиони евра може би надминаа сигурно тие државни субвенции што се даваат на земјоделците, а од друга страна зборуваме за се потешка состојба во која што се наоѓа земјоделецот. Па тие субвенции наместо некоја логистика за развој се претворија во социјален надоместок. Значи не, сигурно некаде во целата оваа приказна системот зарибува. Парите се побројни, поголеми, а земјоделецот е се понезадоволен. Па да, како што рекоте, веќе 10-12 години се даваат субвенции кај нашиот земјоделски производител. Веќе има потрошено можеби милиарди и пол, можеби 2 милиарди евра во се вкупниот аграр, а резултатот е нула. Бидејќи баш јас низа пати сум го потенцирал тоа, од кога почна да се даваат субвенциите, наместо да ја исполнат она мерка за зголемување на производството, зголемување на површините под растително производство, ние од година во година имаме се помало производство, се помалку површини засадени со земјоделски култури. Мислам дека барем според мене, една од грешките е постигната негде 90-тите години, 96-та, кога дојде новиот закон за денационализација. Мислам со донесувањето на тој закон немал број на површини од прва и втора гласа, наместо да се засадуваат од земјоделски култури. Култури кои што чиј производ ќе немаше никаква амортизација и штета при транспортот до местата на пакување, сега изникнаа индустријски зони. За жал и тие индустријски зони не го оправдаа за она што се поставени. Меѓутоа што е тоа? Тоа е еден збор, можеме да кажеме дека и покрај настанување на ситуација на субвенционирање во земјоделското производство, пак ќе повторам дека ние имаме се помалку површини насадени со растително производство, се помалки количини на растително производство, а за жал е немалено доста и животинското производство, така да стошиот фонд од година на година има број се помал број на грла, а со тоа и помали количини на производ од животинско производство. Велков, ве молам, останете на линија вклучен, сакаме ве министеров. Вака вели Велков, точно е се повеќе пари, а резултатот од тие субвенции е скоро нула.
Се согласувате ли? Јас сум го кажал тоа на сите средби што сум го имал и со производителите од сите гранки. Значи, реално и јас кажувам истото, дека парите се повеќе од доволни за да имаме развојно земјоделство. Сега не би сакал да коментирам во минатото пред 5, 6, 10 години како било планирано, како е било изведено. Но ние во Министерството моментално, не само екипата што седи и прави калкулации и анализи, туку од тоа што добиваме како фидбек од страна на производителите, се обидуваме да понудиме подолготрајни решенија и поодржливи. И заради тоа реков дека ние се обидуваме да изнајдеме и алтернативни модели на производство и алтернативни производи што може тука кај нас да се одвијат. Реално просто кажано, добро кажа од синдикатот дека земјоделецот не треба да биде економист, треба да произведува. Но една работа е што и земјоделецот треба да знае дека на одреден климатски услови некоја култура може да дава принос, кажувам вака грубо, 3 тона, а истата култура на некое друго место може да дава 6-7 тона. И нормално тука исплативоста е. И заради тоа, веќе е изработено почвена карта на ниво на држава, се обидуваме тоа да го поделиме по региони, да биде достапна за сите, за да може да им даваме информации на самите земјоделци дека традиционалното земјоделство нормално е битно, бидејќи тако се одржало со години, но треба да ги ориентираме земјоделците во насока на тоа што е современо и тоа што не очекува. Еве Вилков, колку вината дел од сите овие последици што се случуваат, вината можеме да ја побараме и кај земјоделецот? Точно е тоа дека има вина и кај нашиот земјоделски производител. Точно е тоа дека климатските фактори си го прават своја, дека од година во година нашиот земјоделски производител наидува на се повеќе проблеми од самата промена на климата. Меѓутоа евидентно е дека и нашиот сектор по земјоделие, мислам дека прави грешки. Побутоа ќе го праша министерот дали знае колку кошта нашиот градинар производство 1 килограм дома. Бидејќи на површина од 1 декар или 1 хектар 3000 или 30.000 денари е субвенцијата, додека трошокот само за производство на 1 декар е негде околу 60.000 производство на дом. И сега се зависи од способноста на нашиот земјоделски производител. Дали ќе надмине границата калкулативна на единица површина, тогаш добро ќе биде за нашиот земјоделски производител. Но имајќи го сето она што се случува, пак ќе спомнам, до промената на климатските фактори, евидентни се штетите во градинарството оваа недела што настанаа од ниските температури. Ние ќе бидеме сведоци дека оваа година ќе има големи недостатоци од млад компир, бидејќи 80 до 90% е уништен. Имаме критични ситуации во производството на краставицата, на доматот. Па дел од земјоделските производители кои што имаа услови беа изложени на дополнителни трошкови, набавува како и на кој начин тие знае само како да ја амортизираат температурата, така да мислам дека оваа година ќе биде една од најскапите години за нашиот градинар. А која ќе биде продажната цена, останува времето да видиме како и по која цена ќе се продава нашите производи. Ги имате овие информации, министре, што се случува на терен, бидејќи ова на крајот на криштата ќе влие на крајниот потрошувач, на конзументот. Видете, заради тоа многу внимателно го слушам и дискусијата е навистина суштествена. И реално ова треба да биде делот на тоа како се одвива диалог. Јас цело време сум на терен со земјоделците. Може би изгледа дека некои работи не може да се решат и навистина не може да се решат преку ноќ. Но имањето на информации од самите производители донесуваат до носење на најадекватни одлуки. Нормално некои се интервентни моментални, некои се долгорочни. И во таа насока нормално сега има таква информација, но се уште ги немаме точните податоци бидејќи нормално има сега и осигурување на земјоделството, новината што ја најавив јас преку нормално помошта на турската државна компанија Тарсим за воведување на осигурителен пул што ќе биде државно гарантиран за осигурување на земјоделството. И во тој дел правиме напори и да ги обезбедиме земјоделците, од друга страна да се грижиме за буџетот на државата, бидејќи реално ние плаќаме огромни суми и за
осигурување како субвенција што го даваме, но и за ситуациите, несреќите, односно непогодното време што се случува со години. Плаќаме за авионското засејување, што пак и ова година се става како ново, некако новина, туку продолжеток на успешна приказна од минатата година, што се докажа на одредени региони како навистина успешно. И ние работиме паралелно, но реално има акумулирано долги години проблеми во земјоделството и не може тоа не за еден мандат, да не се лажеме, сакам да бидам најискрен, тоа што ме препознава. Министри, само да треба да се препознае некој исчекор, инаку реално, сите значи, министри за земјоделство се истото го велат. Јас оставам на самите земјоделци да проценат за ангажманот на целиот тим во министерството. Значи тука не можам да навлегувам, тоа оставам впечаток да биде од нивна страна. Тие што комуницираат и дневно, директно со мене, без бирократски процедури, преку шеф на кабинети, асистенти и слично. Значи, тоа е единствениот модел за да може да направиме некако вид на решение и се согласувам дека треба заеднички да работиме. Значи, лесно е да се најде вината во државата, во откупувачите, во земјоделецот. Најтешкото е да седнеме, што се покажа успешно во неколку наврати, за да видиме навистина каде е проблемот и како ние да го надминиме тој проблем. Така, да го искористиме уште малку присуството на Велков во емисијата, доколку го имаме на линија. Да, тука сте. Ако може само, Да, внимателно е следов дискусијата на министр и се согласувам, точно, реално гледајќи, ако сакаме да изнајдеме некое решение како и на кој начин да излеземе од ситуацијата во која се наоѓа моментално нашиот сектор, мора да признаеме и на нашите грешки. Еве една од грешките е што нашиот земјоделски производител сосема малку или воопшто не ги осигурува своите површини од елементарни непогоди. Од една страна знаеме дека 6% субвенционира ова е самата влада, државата така. Меѓутоа имаме ние самите земјоделски производители, не сега да излегувам од страна на нашиот земјоделски производител, доста од компаниите, штетите кои што ги осигуруваат не се соопаѓаат во временскиот тестит во кој што се осигурува. Еве да речеме осигурување од слана или мразеви во касен временски период, мислам дека после 15 март него отпаќа тоа осигурување. Сега не сум сигурен, ама мислам дека така беше. Меѓутоа, од друга страна, министерот дека добро работи неговиот тим, мислам дека точно е таа, севкупната реализација или резултати на самото Министерство за земјоделие ќе зависи од тимот што го има самиот министер. Меѓутоа, колку што знам, главниот советник кој е камерман, бивши во некоја телевизија, е сега колку тој го разбира земјоделието, не знам. Мислам, тоа е за пиар, јас морам да имам и луѓе што ме советуваат за медиуми, не мора, значи не е тоа точно. Мислам, не би сакали да навлегувам во тоа. Министерството има 1100 вработени и има луѓе вредни што работат со години. И не би сакал сега да коментирам за поединци што навистина ја знаат работата за тоа што ја имат како обврска. Велков, моето последно прашање до вас, каква е состојбата на терен во однос на субвенциите? Па мислам дека и тука се прави грешка во начинот на субвенционирање. Еве да речеме секторот градинарство. Наместо да биде исплатен еден од првите сектори, имајќи го податокот дека производствената година започнува при крајот на она претходната година. Еве да речеме, знаеме дека зелката еден од првите производи е насаден уште при крајот на минатата година, па дури ноември месец. И сега имајќи го фактот дека најголемите трошоци нашиот земјоделски производител, пред се градинар, ги има баш во тој период за набавување репроматеријали и семења. И мислам дека, сега не сум градинар, мислам дека во иднина треба да се води некоја стратегија секторски да се исплаќат субвенциите, односно исплата на субвенциите во периодот кој што оној сектор има најмногу трошоци да биде офатен тој земјоделски производител и ним да им се исплаќа субвенцијата. Инаку сум за редовна исплата на субвенциите, бидејќи колку толку, ако не голем дел од што ги сносува самото производство земјоделско, мислам пак покриваат дел од трошоци. И Велков, моето последно прашање, дали оваа пролет ќе јадеме поскап или поевтин зеленчук овошји од лани? Па, бидејќи сум градинар, можам да зборувам само за градинарството, мислам дека прво основно е, морам да кажам дека ќе остане
времето да го каже по која цена ќе бидат продавани нашите градинарски производи. Еве сега стартот, да речеме, на зелката, мораме да признаеме, има една добра цена, меѓутоа мораме да го кажеме и податкот од теренот, да за разлика од минатата година има помал процент на засаденост од оваа култура. За сметка на тоа, мислам, има мал процент, малку повеќе засадено од домат и краставица, меѓутоа не се тие површини или количини кои што треба да се добијат од нашите земјоделски производители. Ако се присетиме на 10-15 години, колку количини се производуваше пред се во Струмичкото регион, а да не зборуваме во градско и останатите градинарски региони. Инаку за овощарство можам да кажам дека нема да биде чудно да дел од овошите производи ќе имаат енормно високи цени пред се кај оние овошки кои што прерано прецветаа и веќе ги изгубија своите плодови, така да мислам ќе биде реткост од дел од овошките да биде од овошите производи бидат присутни на нашите пазари. Да, Вилко, ви И само уште едно, ако може, бидејќи сме склони на износ, мислам тоа не може да се забрани бидејќи сме и ние членка на ЦЕФТА, ви апелира до нашиот министер да во екот на најголемите берби на дадени производи се регулира увозот од тие производи. Не зборувам само за градинарството, тука спага и овощарството, така да се има една добра клима во нашето производство, ако се земе во предвид тоа да се намалат на некој начин увозните количини на производи, мислам дека колку толку ќе се задржат цените на земјоделските производи. Ви благодарам, Вилков, за оваа вклучување. Секако најавувам во текот на емисијата вклучување и од Свети Никола Шалев. Министре, за вас едно прашање, па ќе повикам реклами и се враќаме на проблемите и со тутунарите и оризопроизводителите. Во овој период на ковид криза, дали се размислува можеби за некои мерки заштитни, царински бариери, квоти на заштита на домашното производство од надворешен увоз? Можеби еве и се што го споменува Велков ова како опција малку да се стави под некоја контрола, иако ние со ЦЕФТА нели имаме обврска за да играме по тие правила. Значи, реално пазарната моќ на нашата држава е тоа што е. Значи, колку народ сме тука, толку може и да конзумираме. Реалната цена и придобивка сите земјоделци, посебно градинарските производи, го имат во извозот. И реално, значи, барем на тој дел сме позитивно извозно ориентирани како држава и до сега немало значителни проблеми, посебно во градинарството во овој период, но ги следиме чекорите, реално ги следиме чекорите. Сме во делот на договорите, посебно со ЦЕФТА, треба да бидеме внимателни, бидејќи тие имат и меѓународни реперкусии, ако евентуално преземеме некои чекори, што би било надвор од тоа што е договорено. Но пред да размислиме за тоа како да ограничиме, јас мислам да направиме стратегија како да зголемиме производство. Значи, за ова би се согласили, ова е поедноставно него тоа другото. Производство на што? До сега зборувавме за планско и за градинарство, и за овоше, и за... Некако сега малку се збунувам да зголемиме производство, од друга страна сме сведоци дека не може да се дооткупи тутунот, оризот вели Максимов дека лежи стратешки памбарите, производи не се исто како градинарските и другите што се тековни по нормално во тековно производство. Значи, затоа е и разликата во увозно-извозниот пресек. Точно е дека за тутунот има друг третман, што 99% ако не грешам е извозно ориентиран, за оризот што е повеќе извозно ориентиран него што го користиме за нашите потреби и реално гледано треба да видиме како е и во соседството. Моментално, ево, например, спомнавте за оризот, тоа е берзански производ, што можете поевтино да го купите во Солун, него да го купите кај нас. Кога дојдоа турците, ни кажуваат цени со што го купуваат тие берзански, за, например, $580 од тон, а кај нас беше 640 од тон. Заради тоа кажувам дека нас единствено ние да имаме одржливи, постоечки пазари каде што можеме 12 месеци да ги снабдуваме. Значи, секој преки на снабдувањето нормално додава на дополнителни... Морам овде минута-две да повикам реклами, да направиме една мала кратка пауза, па продолжуваме со емисијата.
Да, се враќаме, продолжуваме со вечерашната дебатна емисија посветена на аграрот и на земјоделците нивните проблеми. Барам вклучување со Никола Шалев, Федерација на земјоделски синдикати од Свети Николе. Би требало веќе на линија со слика и со тон да го имаме господинот Шалев. Добро вечер, доколку ме слушате. Добро вечер. Поздрав до вас, до студиото, поздрав до вашите гости и се разбира до почитување министер. Од каде ве вклучуваме, Шалев? Позади гледам еден убав пейсаж. Каде се наоѓате? Па видите, јас сум на терен со стоката, значи на паша со стоката во близина на нашата сточарска фарма, односно овчарска фарма во село Мездра, Свети Николско. Дали успеавте да слушнете дел од дебатата? Некако денешната технологија, без разлика кај се наоѓа, мени овозможува тоа? Видете, неспорно е дека технолошки треба да се надградуваме или да ги поимуваме новините кои треба да се следат, нели? Но од друга страна би рекол, ваква дебатна емисија не само, нели, со вакви технолошки напредни средства, треба директно за да можеме во очи да се погледнеме. Затоа што во очи да се погледнеме и да си ја кажеме вистината во очи. Верувајте, зборот кај што испаѓа и душата испаѓа. Јас го почитувам мојот министер, односно министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во Република Северна Македонија, но треба и тој да не почитува. А сметате дека тој не почитува? Зошто го велите ова? Еве, кои се вашите забелешки или можеби сугестии, прашања? Неверојатно повреден сум и јас и мојот председател и председателот на преостанатата друга конфедерација кога дававме соодветни изјави во неговиот двор, односно во дворот на МЗШВ, испадна и со невидена ароганција не подмина и отиде во. Тоа добро, тоа не, да, не знам дали е доволна причина, морам да кажам. Да, повелете. Значи, ако станува збор за изјава што било пред 2 дена, буквално јас не сум бил ни информиран дека има изјава и медиумите воопшто не ме информира дека за што станува збор. И доколку имало такво нешто, од вратите на министерството се отворени. Буквално, значи, јас сум примил многу странки што реално гледано не верувам дека во скоп на 8 месеци некој друг мој колега би можел да ги прими сите тие странки во делот на разговори и диалог. Значи, јас не го пропознавам човекот, ево земам за обврска нормално да одам на лице место кај него во наредните недели за да видам со што се сочуваат и какви проблеми имат, но најискрено ви кажувам дека не знам за која пресконференција, зашто и буквално не е доставено ништо кај мене во кабинет за што станува збор. А нема шанси да се произнесе било кој или да пушти било какво барање, да дојде до мене во кабинет и да нема одговор повратен. Шалев, предпоставувам имате тонско, мислам, можете да не слушнете, да. Го разбрав многу убаво, но пред 10 дена пуштив едно барање за прием кај него. Може би техничките служби затајуваат како и вообичајно што е. Видите, оваа проблематика не е ново настаната, така да не се однесува мојот револт или гнев према дотичната персона, односно према извонредниот министер сегашен господинот Оджа. Знаете, тој кога дојде на функцијата министер и почна директно да контактира со земјоделците, тоа влеа доверба кај мене и кај преостанатиот свет дека има надеж за нас за да можеме да ги презентираме сите наши идентификувани индикатори кои го попречуваат развојот на индивидуалниот земјоделец, се разбира збирно на сите во соодветните сектори. Шалев, една од вашите последни изјави беше дека на околу 450 земјоделци во тек е постапка или можеби веќе е завршена постапката за раскинување на договорите за закуп на земјоделско земјиште. Тоа беше една од вашите посериозни забелешки, предпоставувам, говорики во името на Федерацијата на земјоделски синдикати. Каква е состојбата, зошто се раскинуваат договорите? Дали земјоделецот е тој што не ги испочитува или државата? Видете, со бројка не шпекулирав. Јас, знаете, не шпекулирам додека не добијам сите информации целосни, но министерот е запознат веќе затоа што од него имаме подпишано решение за враќање, за раскинување на договорите
корисничкото право да го вратиме и владението во подрачните единици. Ова подразбира дека сепак има одредено недоразбирање, кое убеден сум дека техничките служби и правната служба недоволно доставиле соодветни правни реков состојби до министерот. Затоа е настаната од почитуваната раководител на тој сектор Жанета, како се вика, доставени се до министерот решенијата и тој ги подпишал без да праша кои се овие луѓе, зошто им се раскинуваат договорите. Ако прашал, ќе добил информација или верувам дека може би прашал, а не ја добил информацијата дека ние, освен нашата обврска, имаме и право. Значи право на користење на финансиска подршка по единица хектар и право на користење на субвенционирање на исто. Министре? Значи, вака, точно е дека се раскинати со изјави многу договори врз основа на неплаќање на обврски према државата. Значи, јас морам да кажам дека предпазливо сум укажал на секторот да запазат до последен датум, а знам дека работеле и прекувремено за да ги известуваат со опомени за да не дојде до ова ситуација. Јас ако не преземам чекор да раскинам договор каде што не е платено закупнина, јас носам кривична одговорност за злоупотреба на службена должност. И ова веќе е случај со мои претходници. И ако некој очекува дека јас би сгрешил законски, да сносам кривична одговорност за работа што навистина немам никаква кривица, апсолутно не верувам дека ни почитуваниот земјоделец, односно што се занимава со сточарство, би сакал јас да одговарам кривично после неколку години за една ситуација што е кристално чиста. Доколку има ситуација дека е платено закупнината, а не е доставено во рок од страна во подрачната, односно во секторот за земјишна политика, јас го охрабрувам да направи приговор, бидејќи таму има рок 30 дена за приговор, односно за неприфаќање заради околности, и доколку се утврди дека има неправилности, значи одма ќе се отповикува таа изјава. За колку земјоделци станува збор? Значи јас знам дека беа опоменати над 10.000 изјави такви. Но повеќето успеа, бидејќи ова оди за да не ги раскинуваме, подрачните единици ги контактираат индивидуално. Што ако гледаме во склоп на закони, тоа не треба да биде така. Голема бројка од 10.000 за тоа. 10.000 изјави знам дека толку ме известија од секторот. А за колку станува збор сега за раскинување, навистина ќе треба да земам бројка и да ви кажувам, јас ме контактирале и блиски мои роднини, што не сум ни ги знаел. Како е можно да раскина договор што ние со години сме го работеле. Но искрено ви кажувам, не би преземал никаква активност што би се довело во прашање мојата личност, мојот интегритет и не би сакал да имам пречки со законот заради вакви недостатоци. Го сваќам дека на повеќето тие места инвестирано се, но треба да сваќа дека јас не можам да се поставам над законот. Ако имаше можност да се измени законот, јас одма би ги слушал предлозите кои би биле, би почнале постапка, но сепак тоа не би не враќало назад. Шалев, еве слушнавте неисполнување на обврските на земјоделецот во однос на преземените обврски со договорите за закуп. Ова ме радува, прекрасно е познавањето на министерот во еден смер, но треба да разбере дека неговата обврска е да ги исконтролира и правата на земјоделците, побарувањата. За себе зборувам одговорно, тврдам дека имаме огромно побарување над 7.000 евра, а должиме, според обврската за нашата закупнина према земјоделското земјиште, 1.500 евра. Ве молам, мора да се направи релација долгува побарува, за да можеме да ги подмириме нашите обврски. Нека може вака, побаруваме од тие побарувања наши. Државата може да си го повлече своето побарување од нас. Затоа што, не верувам дека министерот ќе влезе во некаква си кривична одговорност ако не испочитува да му ги донесеме сите документи кои ќе ја докажат ова фактички небулоза. И од тука произлегува недоразбирањето со него. Секоја чест, тоа пак ќе повторам. Има многу неправилности. Одговорно тврдам дека на маса ќе му ги донесам сите индикатори кои го попречуваат нашиот развој, меѓу кои и едноставно речено критериум е, замислите, критериум е да поднесам апликација, земјоделецот да поднесе апликација, да ги добие
финансиската поддршка или да ги добие субвенциите, критериум е да се плати семето на фирмата од кај што е земано. Кого штити господинот министер? Тоа му е наследено и мора да го остари. Не само тоа, имаме многу забелешки, не можеме со подрачните единици да се разбереме, затоа што не само што со нив не може да се разбереме, немаат познавање, ве уверувам, почитувам министре, ја уверувам македонската јавност, дека немаат познавање, познавањето се стекнува на терен. Теренската контрола, теренскиот увид ќе докаже дека постои потреба од релација министерство-производител. Да не зборувам за окрупнувањето, да не зборувам за законот за консолидација, има многу грешки. Определени луѓе само претишале одредени состојби, не успеале да го преведат доследно тој закон за консолидација кој е заглавен во две општини на отприлика 15-16 хектари земјоделско земјиште. Ве молам, 30 години агонија, 30 години непотребни силувања на земјоделецот да успее. Не може да успее ако нема релација. Од фотелја, господине министре, те почитувам, те поканувам на терен, од фотелја не се гледаат работите. Таму има луѓе кои не по своја вина превземаат лична обврска да ви донесат дезинформации. Теренот ќе ви го каже, немате теренци кои ќе ви ја донесат вистината таму. Јас се понудив преку нашата Федерација на независни автономни синдикати при Унијата на независни автономни синдикати, се понудив да донесам мноштво материјали. Разбирате, вака имавме недоразбирање со минатата влада, односно една од минатите влади со ретко писмениот Владимир Бучковски професор на чело. Тој 9 дена... Да, Молам. Премногу тези нафрливте, а јас би сакала да искористиме дел од присуството и на министерот. Само можам да констатирам дека може би вака најдобро од терен можеме да ги погледнеме и да ги доживееме вистински проблемите кои ги живеете вие секојдневно, секако и вие и вашите сограѓани од другите градови кои се занимаваат со различни делови, сегменти, сектори од земјоделството. Јас ќе морам да ве одјавам овде или доколку сакате можете да останете дел од емисијата во последниве 10 минути. Секако, но сакам на министерот да му обратам внимание на овие констатации. Една од тие беше 30 години агонија. Излезете на терен па видите каде е проблемот. Не се однесува на вас, генерално на секој функционер што сака да го менеджира министерството. Апсолутно, значи најдобро намерно ги сваќам сите забелешки што ги кажуваат земјоделците. И спремен сум да дебатирам со нив за конкретни работи и таму кај што мислам дека се грешка да им кажам дека се грешка. Слушнавме една вели, прво да се плати семенскиот материјал и да се заштити компанијата што... Значи ќе ви кажам ево и другото. Што овие детали ги зборувам кои можеби за нас ги теоретизираме, но во практика се важни за земјоделецот. Има и друг детал. Но јас не можам да го сменам законот преку ноќ. Треба тоа да ме сватат. Јас морам да почитувам по тој закон како што сум избран за министер. Има, на пример, ситуација, сите за Оризот се платени субвенциите, освен тие што немаат платено за вода. И реално гледано, јас сум ја сваќал потребата заради ковид и се да може да се иземе тоа. Но тоа е поставено во закон, не можам јас да го сменам преку ноќ. А се согласувам дека има механизми да се среди. И работиме на тоа како да се олесни, дали со пребивање, дали да се направи одложено, да ставиме тајминг дека не на почетокот кога се земат, на крај да се платат. Значи, се сум отворен да разговараме и врз основа на диалог да ги градиме тие заеднички политики. Но не можам... евра ми должи, јас не должам 1500 евра. Не можам јас своеволно да одлучам да кршам закон. Бидејќи утре јас ќе треба да одговарам. Без разлика што добронамерно сум го правил за земјоделец. Судот не препознава добронамерство. Има закон што кажува дека не сме да се исплати субвенција ако тој што аплицирал нема платено, например, вода. Или законот кажува дека доколку во рок одреден со закон не се плаќа закупнина за земјиште земено под закуп, обврзан е министерот да го раскине договорот. Максимов, зашто вака малку направивте како да не се согласувате целосно со министерот? Бидејќи во Оризот производството точно е дека водата е главен фактор. Меѓутоа, ако ние во аптеките не платиме, ако комбањерите кои ни вршат услуга не платат, да ги сопрете 8000 денари по хектар на основа на 30, како што сега кажавте, не е во ред. Кој закон сака нека? Значи, ако ги дадете тие
30.000 од субвенциите, ние ќе имаме услови да си платиме и вода надоместок, и во аптеките, и на комбањерите. Во овој случај не кочите по 3 основа. И кај комбањери, и во аптеки кај што сме задолжени, и во водостопанство. Бидејќи ако не ги дадете, ние не може да платиме повторно водостопанство. Од каде? Само момент. Ама тоа е затекната ситуација, јас не сум го направил тоа за вие. вие. Вие затекнавте ситуацијата и друга ситуација затекнавте која бегате упорно, а бегат сите министри кои ќе дојдат, пред да дојдат на фотењата, обеќаат во ризопроизводството мет и млеко ќе тече. Господинот пред вас што беше министер, господин Лјупчо Николовски, обеќаше дека цената на оризовата арпа ќе биде 25, на белиот 50. Ние баравме и оризова арпа да имаме цена на оризовата арпа. Бидејќи пак на белиот ќе има манипулација. Беше тоа пред кампања. Тоа беше уште кога пред да биде пратеник, не обеќаше. Кога стана министер, Не е коректно сега без присуство на да, заменик тоа премиерот. го имате во медиумите, ќе го најдете во медиумите, Јас можам да гарантирам за тоа што јас сум Тој кажал. требало, министер, тој требало да ви каже, јас како министер ви ги оставам и овие наследства, бидејќи јас на ризопроизводителите обеќав кога бев во Кочанскиот дел дека таа цена ќе биде, и ние сега ќе требаше да се договараме зошто не е таа цена. Кај го гледаме проблемот. Пред малку рековте на берзата. Не можете вие Кочанскиот ориз да го мерете на берзата по квалитет со турскиот, со било кој друг ориз. Ако го земете турскиот ориз сега во нашите драгстори, во нашите продавници, ќе го најдете под брендот Кочански ориз. Зошто? Кај се инспекциите? А пак турците не сака да сортата Сан Андреја што ние го произведуваме. Зошто не ја сака? Па не, Затоа што го нема во нивниот Затоа што асортиман. е квалитетен, затоа што ова подрачје на ориз, министре, ова подрачје на ориз, кај што ја потекнувам, е благодет. Ве разбирам, потполно Благодет. се согласувам. Значи во Турција не може да го произведе Сан Андреја. Точно, но и затоа не го користи и не го А сака. не го- И кога го не нудев, може да кажува произведе, дека министре. нашиот пазар ова не го сака. Само да ви кажам. Заради тоа Само се да ви обидувам да ви објаснам Ако ви дека кажам дека еве на теренот се случува доаѓа Турци и сака да купе Сан Андреја за да носе дома да јадат децата негови. И тоа се случува. Ве разбирам, зборуваме за подолгорочен маркетинг Да, процес се што слагам. треба да ги И тоа. учиме и турците како да јадат кочански ориз. Јас се согласувам, тоа е друг процес. Да. Но моментално ви кажувам со затекната ситуација. Од мене Па како ние веќе министер, 30 години назад сме затекнали искрено, ваква ево, ситуација со производство. кај се сведоци и тутунарите, кај се сведоци и другите. Од мене како министер не очекувајте никогаш да слушате која ќе биде цена. Бидејќи не ја Па сега не сме ни одредувам слушнали. јас цената. Не сме ни слушнали, И нема така. ни да слушате од моја страна која ќе биде цена. Но секогаш сум седнувал заедно производител и откупувач во мое присуство да најдеме флексибилно најдобро решение. Значи, цело време се обидувам да искажам на тоа дека реално гледано ние треба преку диалог да ги развиваме работите. Значи не можам јас да дојдам да ви кажам тоа ќе биде цената, бидејќи не го купувам јас. Не купува Ние затоа државата. го произведувавме. Ни кажа дека таа Не. цена ќе биде. И со таа цена Тоа е. влеговме во производство. Не Кога би- требаше не би да го сакал предадеме, без ние го дадовме. присуство на заменик Да, премиер, се слагам, и беше тоа ќе министер, да јас го го кажувам зборувам, бидејќи нема одговорно. право да се одбрани, Еве јас а јас сега не одговорно можам го да- тврдам од тука дека е така, бидејќи тоа го кажа во кампања кога бевме, го слушнав и јас, а го има и веќе медиумите го имат регистрирано. Сепак инсистирам дека заради негово неприсуство не би сакал да го зборуваме тоа што Да го било. зборувам што е реално тоа. Каде е чарето? Ајде на тоа да се Чарето е да се заштити оризот со случиме. цена која ќе одговара Кој за да заштити? Максимов, кој еве министерот вели од моја уста нема да слушнете цена. Цената Значи тогаш дали ние треба сме да дефинира оставени сме на пробив, пазарот? буквално на пробив. Значи, Пазар. јас- Сега тој како министерство не може да нареди ѓубрива да не се качуваат. Имаме картели кои заштитните средства ги увезуваат само одредени фирми, знаете и самите. За оризо, Точно. за заштитување. И сега таму не можете да влијаете, кога едно литро, да кажеме, басаграм беше 800, 700, сега ќе оде и јадарка и јадо и 500 може да дојде. Ние не знаеме која цена ќе дојде, а влегуваме во производство. Значи, мора да ја направиме која цена ќе биде на крајното. Значи, ние кога ќе дојдеме до крајниот производ на оризот, сме со загуба. Кога сето ова сега ќе го isfinansира, ние сме во загуба. Затоа сме ние, затоа не може да платиме водостопанството. Го платиме бидејќи е последно на списокот на кој треба да го платиме. Сега мора да купиме ѓубрива, прво нафта мора да купиме која не може да обезбедиме. Ево, за 10 дена ќе биде објавата за зелена нафта и ќе се обноват картичките и ќе ги користите. Тоа е само дел што може да го Да, ама окей, поздравиме. постепено се Постепено оди, да затоа ви поздравиме, кажам, да одите. има календар на избор. Сега,
Имавме, минатата година имаме околу 3500 хектара. Сега зголемувате површината. Како министр вие треба да го знаете, дека се зголемуваат двукочени површините под ориз. По кој основ? Зошто? Значи, буквално агенцијата што е направена за наводнување, Агенцијата за водостопанство, зборен, има посебна агенција која се наоѓа во Скопје и буквално ние доле земјоделците, па ќе го земам веќе и Прилепи и Кавадаци, кои имат водни заедници, не знам дали може да функционира или дали функционират, тие може да се добри. Ние сме оставени на забона пропаста веќе. Вадите не се изчистени. Сега се уште, сега кога дојдов, нема ни изчистени вади, тамо дека сме. Минатата година немавте водари. На терен немаше водари за наводнување. Посебна институција што не зависи Па посебна, лоцирана во Скопје. Значи нашите средства кои ги плаќаме како водостопанство, према водостопанство, одат во Скопје. Од таму не ни се враќа ништо назад. Ништо, буквално ништо. Значи таму има план за тоа, за користење на програми за чистење на канали, обновување на системи. Има ситуација, значи во вашиот регион дека може треба да се воспостави некоја мала брана за наводнување што би поврзало два системи. Реално, значи, работиме, ги имаме информациите, но како што ви кажав, значи не можеме целосно да се фокусираме само на една точка, бидејќи секаде има проблеми и секаде се обидуваме да ги средиме. Ние не ги користиме природните ресурси. Не, јас се согласувам во многу работи, но не се согласувам во тоа дека за се виновно е институцијата министерство. Значи, само со ова не се согласувам, а за сите проблеми. Не, реално, ама ние веќе работиме на тој дел, да. Но не можеме преку ноќ да ги смениме сите работи и затоа, значи, треба да се има разбирање можностите за текнатата ситуација, ковид ситуацијата исто така, значи генерално кога ги поставуваме сите проблематики што ги имаме, мислам дека ние пак работиме на полн погон, може да се каже. Значи заради тоа. Мора да привршуваме. Стомнаровски сакам да ве прашам, годинава некако ќе се иструка со родот. До година ако велиме дека ќе се намалат и површините, дека до година ќе се намалат и површините и договорите, колкав ќе биде интересот, каков ќе биде интересот да регрутираме за тутуно производство еден млад тутунар? Гледам, вие не сте од повозрастните години. Колку ова, како да ја кажам, овој сегмент, оваа дејност од земјоделството која што е макотрпна, може да преживее кај нас со сите овие битки и со регрутација на нови земјоделци од тутуно производството? Па, по годинашнава цена никако не може да се преживее и затоа јас барам и од министерот, а ќе побараме како сојуз и од владата оваа година да ни помогна со плюс средства, затоа што прво и нас не беше зголемен трошок и со ковид ситуацијата и со годинашнава цена. Значи, на просечната цена со 60 денари годинава по кило е поевтин тутун. Што значи тој 60 денари биле оние пари кои ни останувале за да можеме да врзиме од крај до крај за наредната година. Јас не знам како ова година тутунопроизводителите ќе платат струја, како ќе платат сите тековни работи кои треба да се платат, затоа што цената си го направи своето. Да, може би оваа година имаше послаб квалитет, ама јас се уште тврдам и мислам дека не е толку слаб квалитетот за оваа цена. И јас мислам дека треба да се изнајди и друга фирма да се отвори за да се зголеми пазарот, така да не се намалува тутуно производството, туку да се има едно константно производство, за да може тие тутуно производителите кои работаат тутун да можат да произведуваат и да преживуваат за тоа. И барам од министерот, значи после завршување на откупот, да седнеме со откупувачите во министерството со нивниот сектори комисиите, да смениме предлог да дајме до владата за измена во законот за тутун некои работи кои годинава се кажаа дека сметаат мора да се измени некои работи, да се измени правилниците, барем за наредната година да нема проблеми при предавањето и откупот на тутун.
Да. Значи, Привршуваме, да, само кратко ве молам околу ова барање. Накратко ќе се обидувам да сумирам тоа што е ситуацијата со тутунот. Мора да завршиме за една минута, да, Тешка година, но успеавме барем да не оставиме килограм тутун неоткупен. Заради тоа владата веќе презеде активности, како мнозински акционер во тутунски комбинат им наложивме на тутунски да може да го повлекуваат вишокот на тутун претежно над 700 тона што ќе преземе само тутунски комбинат од 1300 колку ние мислиме дека се вишок на пазарот. Овие средства ги обезбедува владата, бидејќи не можеме да го претовариме тутунски, бидејќи 2 години поред работи позитивно и плюс имаме акционер, странски инвеститор натре што не смееме тие околности да не ги запазиме, затоа ги запазуваме. И генерално, значи се докажа дека со измените, заклучно со заклучно со сабота е откупено 26.600 тона тутун. Очекувам дека и наредните 2 дена ќе се откупа уште дополнителни 400 тона и ќе се заокружи вишокот на тутун. Со тоа што нормално заради овој пролонгиран рок и исплатата на субвенциите се пролонгира за месец дена, за да ги опфатиме сите и овие што имаат вишок тутун, да ги опфатиме во субвенциите. И дополнително во петиот пакет на ковид мерки ќе се предвидат 5 милиони евра за помагање на делот на тутунопроизводители. Мора овде да завршиме. Се чини дека се обидуваме на моменти во земјоделството спорадично да гасиме пожари кај што има протести, па таму ќе се притрча, ќе се ускокне, но останува она општа констатација дека сепак без некоја стратегија, без комуникација со земјоделците на терен, ќе пливаме безпомошно во аграрот, ќе даваме се повеќе со буџетска издашност, таму ќе интервенираме, а резултатите еве како што видовме сепак незадоволството го има и постои. Значи Анета, само уште една дополнување. Од 1 јануари до денешен ден од директни плаќања, односно субвенции и од рурален развој се исплатени 2 милиарди денари. Значи, тие пари се не ги спорам сумите, сигурно негде можеби ќе се закасни, можеби некаде ќе има некој недостаток и сето тоа, но генерално останува онаа тема што воопшто не ни успеавме сега да ја начнеме, дека земјоделската субвенција се претвори во државна социјална помош. Тоа треба практично да е логистика за развој на земјоделецот, да биде посилен следната година, а не да ги плаќа сметките за струја и за вода, туку тие пари додат нели за развој. Тони Максимов, Аријанит Хоџа, Менде Стомнаровски, ви благодарам на сите тројца. Благодарам и на Ристо Велков и на Никола Шалев што беа дел од оваа вечерашна дебата. Се обидовме да дадеме малку приоритети на овој сегмент од нашата економија, не помалку битен од сите останати. Почитувани, тука ја одјавувам емисијата. Ви благодарам за вниманието.